Секоја грејна сезона гостиварци се борат со загаден воздух. Мерните станици покажуваат зголемени вредности на PM10 честички, кои што се штетни и го погодуваат човековото здравје. Аерозагадувањето е најизразено во доцните попладневни и во вечерните часови. Лекарите велат дека загадениот воздух е голем ризик за луѓето и фактор кој може да доведе до многу болести. На најголем удар се белите дробови и кардиоваскуларниот систем. Системи што се изложени се респираторниот систем и кардиоваскуларниот систем. Значи, пред се директно оштетување доаѓа до оштетување на белите дробови, најповеќе поради честичките, PM2,5 честичките, кои може да навлезат во подолните дишни патишта и така да предизвикуваат оштетување на белите дробови и да предат во крвотокот и со тоа оштетување доаѓа на самите крвни садови и на срцевиот орган. Што значи дека примарни цели на загадувањето се белите дробови, срцето и крвните садови. Истражувањата покажале дека има поврзаност меѓу изложеноста на контаминиран воздух и ракот на белите дробови, со оглед дека штетните честички се многу мали и може да стигнат најдлабоко во дишните органи. Последните истражувања на меѓународните организации за канцер зборуваат дека од 2013 година, значи надворешното аерозагадување е класифицирано како канцерогено за човекот. Тоа е заклучено врз основа на многу истражувања кои докажуваат, кои имаат причинителна поврзаност помеѓу аерозагадувањето и пред се карциномот на белите дробови. Маските што станаа наше секојдневие поради ковид пандемијата може да послужат и како заштита од аерозагаденоста. Лекарите советуваат во периоди кога има високо ниво на опасни честички, граѓаните да носат маски и на отворено. Да, маските како што штитат од COVID-19, што е во пандемијата, исто така маските штитат и од штетните честички што влегуваат во нашиот организам. Така да во тие периоди кога што има поголема аерозагадување, добро би било и во надворешната средина да се носат маски, поради тоа да се спречи влегувањето, самото влегување на овие честички. Затоа што значи истражувањето во последните 2 години што се направени покажуваат дека има поврзаност помеѓу зголемувањето на смртноста од COVID-19 со аерозагадувањето. Негде околу 15 до 20% е зголемена смртност од COVID-19 за време на деновите на аерозагадувањето. Од мерењата на станицата во Гостивар, што ја менаџира Министерството за животна средина, се гледа дека во ноември речиси секој ден имало надминување на средната концентрација на PM10 честички. Најзагадено било на 17 ноември со двојно покачени вредности.